Македонскиот пејач Даниел Кајмаковски се појави во јавноста за прв пат откако беше киднапиран ноќта помеѓу саботата и неделата по настап во Бетон хала во Белград. Кајмаковски синоќа настапил во истиот елитен ресторан каде што бил киднапиран и ја воодушевил публиката која според неговото однесување никогаш не би претпоставила каков хорор доживеал пред неколку дена. Интересно е тоа што на официјалната веб страница на клубот каде што настапувал, неговиот настап бил најавен само неколку часа претходно. По стресната ситуација Даниел се повлече од јавноста неколку дена за да ги надмине тешките моменти со своето семејство, а синоќа повторно застанал пред белградската публика и бил на висина на задачата. Да потсетиме, полицијата се уште трага по двајцата мажи што го киднапираа македонскиот пејач Даниел Кајмаковски рано наутро во неделата во Бетон хала во Белград. Киднаперите врзани од Кајмаковски го возеле 63 километри со неговиот автомобил, бегајки од полицијата. Кајмаковски бил врзан на задното седиште од неговото Волво, а кога киднаперите се забиле во банкината кај Рума, полицијата го пронашла пејачот, пишува Српски Блиц. Блейк Лајвли и Џастин Балдони не успеа да постигнат спогодба во нивниот правен спор. Звездите на It Ends With Us поминаа 6 часа во задолжителното помирување во Федералниот суд во Њујорк во среда, 11 февруари, но не беше постигнат договор, објави People. Адвокатот на Балдони, Брајан Фридман, им рече на новинарите пред судницата дека нема спогодба. На прашањето дали верува дека случајот ќе оди на суд, тој рече: верувам дека ќе оди, подготвени сме. Се очекува разговорите за спогодба да продолжат, но се уште не е објавен нов датум. Лајвли 38 и Балдони 42 го напуштија судот оделно и без коментар. Постапката продолжува, им рече Фридман на собраните новинари. Тој додаде дека е многу оптимист за исходот за својот клиент, но дека секогаш постои шанса за спогодба. Ке видиме, заклучи тој. Две манекенки од Македонија освоија титули на изборот на Мис на Европа 2026 година, кој се одржа во Бејрут, Либан. Моника Црнокрак е избрана за пета придружничка во конкуренција на 30 девојки од цела Европа, а Нела Јосифовска ја освои титулата Мис најубаво лице. Победничка е представничката на Русија. Фустенот во кој се представи Моника Црнокрак беше изработен специјално за овој настан од модната креаторка Наташа Карчева. Избор на Мис на Европа кој се одржува од 2022 година и оваа година беше во организација на Style Events од Бејрут, вели модниот менаџер Мики Црнокрак. На 4 април во Македонскиот народен театар ќе биде изведена представата Од другата страна во продукција на Црногорското народно позориште од Подгорица, со што ќе се заокружи роденденската програма на МНТ. Режисер на представата е Борис Лиешевиќ, а драматургијата е на Стела Мишковиќ и Стефан Бошковиќ. Улогите ги толкуваат Александар Радуловиќ, Лазар Ѓуркевиќ, Кристина Обрадовиќ, Зоран Вујовиќ, Нада Вучкевиќ, Тихана Ќулафик, Жана Гардашевиќ Булатовиќ, Бранка Оташевиќ, Мирјана Спајич, Јован Дабовиќ, Јелена Ненезиќ, Јована Брновиќ, Јелена Миниќ, Горана Драгагевиќ, Радмила Божовиќ, Јулија Милачиќ, Петровиќ Njegош, Ангела Маруновиќ, Ана Вујошевиќ, Јадранка Мамиќ и Данило Челебики.